Турско-османлискиот период во македонската историја, меѓу другото, е познат и по преведувањето на еден дел од македонското население во исламска религија. Овој процес и појава во Македонија особено е значаен, бидејќи се уште се присутни трагите по директен и индиректен начин и се чувствуваат во нашата република. Најчесто ова исламизирано македонско население во досегашниот период беше погрешно идентификувано како припадници на албанската или турската народност, затоа што припаѓа само на исламската верска религија, а ги задржало сите други етносоцијални карактеристики на македонскиот народ. Од тука велиме дека терминот потурчување сосема е погрешен, не на место, туку е исправен терминот исламизација на дел од македонското население. Тоа значи еден дел од македонското население во тие тешки времиња надвиснати над Македонија на било кој начин било принудено да ја прими владеачката религија на поробувачот, а таа била муслиманската религија. Ова население по примањето на исламот за домашна религија, затворено во себе, затворено во своите села и области, љубоморно до ден денеска ги зачува основните етнографски карактеристики својствени за македонскиот народ, а пред се убавиот сочен македонски јазик и другите етносоцијални особености. Во нашава република ова население е познато под повеќе псевдоними и синоними. Најчесто и најупотребуван термин е терминот торбеши. Овој термин важи особено за населението, односно за македонците муслимани во областа Долна Река и дел од Дебрската област. Друг синоним е потури. Овој синоним потури е значаен за Струшката област, која е една од најголемите во нашата република. Потоа се познати други синоними како помаци, кој термин особено важи за источниот дел од нашата република. Освен помаци има и термини естовци. Под естовци се познати исламизираните македонци во областа Гора, од која во нашата република има само 2 села, додека другите села припаѓаат во соседната Народна социјалистичка република Албанија. И еден друг термин познат за македонците муслимани, односно исламизираните македонци, е терминот горани. Гора е област на северните падини на Шар планина и од оваа област во нашата држава, во Југославија, денеска има 20 села. 9 села се наоѓаат во Албанија. Од овие 20 села, само 2 села се во Тетовска општина, Урвич и Еловјане, на падините на Шара, додека другите се наоѓаат во општината Драгаш, во Социјалистичка автономна покрајина Косово. Поголеми области во нашата република населени со исламизирани македонци се областа Долна Река, која започнува од селото Жарнаница во долината на Радика и завршува се до Долно Косоврасти. Областа Долна Дебарска жупа, областа Голобрдо, Струшки Дримкол. Друга поголема група со македонци муслимани е областа Кичевија. Во овој дел македонци муслимани живеат во околу 8 населени места и се наоѓаат како во северозападниот дел, така и по долината на реката Треска, и тоа во незиниот горен слив. На оваа група се надоврзува групата во Прилепско-Битолската котлина. Ова е една од поголемите, исто така и позначајна група со 5 населени места во кои живеат меѓу другите народи и македонци муслимани. Од другите поголеми групи во нашата република потребно е да ги споменеме Тиквешката
помачка група. Ова група некогаш броела 27 населени места. Меѓутоа, поради процесот на миграција, оваа група е знатно намалена и денеска исламизирани македонци во Тиквешката област живеат во 5 до 6 населени места и тоа со по 10 до 20 семејства. На крај да ги споменеме уште двете помали групи. Тоа е Титовелешката торбешка субгрупа со селата Горно Врановце и Мелница, како и Скопската торбешка субгрупа со 6 населени места. На крај да споменеме групата во Источна Македонија, Брегалничко-пијанечката група, која значително е намалена и денеска во овој дел исламизирани македонци живеат во градот Берово, околу 20 семејства и околу 60 до 70 семејства во селото Црник, Пехчевско. Така да денеска во Социјалистичка република Македонија исламизирани македонци, односно македонци муслимани, од словенско потекло со мајчин македонски јазик и други етносоцијални карактеристики, живеат во околу 55 населени места. Нивниот број е значително голем и постојано се зголемува и тие представуваат значајна демографска основа во популацијата на македонскиот народ. Традиционалното творештво кај македонците муслимани во Македонија, извонредно богато и разновидно, представува драгоцено културно наследство и импресивно народно уметничко творештво. Тоа народно творештво во рамките на целокупната материјална и духовна култура на македонците муслимани, создавано во карактеристични географски услови и во специфични историски околности, се одликува со своји посебни особини. Оформувано како колективна придобивка, ова народно творештво долга низа години се пренесувало од поколение на поколение и во својот развоен пат соединило многу елементи од културните влијанија што се вкрстувале на овој дел на Балканот. Старобалкански, словенски, византиски и турско-ориентални. Но иако содржи доста туѓи влијанија, народното творештво на македонците муслимани, тесно поврзано со секојдневниот живот, ја покажува во својот основен континуитет, својата виталност и својата одреденост во уметничкото обликување. Словенското културно наследство секогаш било и останало основа во развитокот на народната култура. Иако сосема природно, македонците муслимани во своето творештво внесуваат и други турско-ориентални елементи. Во богатиот опус на традиционалното народно творештво на македонците муслимани, народните носи и деталите од нив заземаат доминантно место. Народната носија во село Јабланица, од пределот Дебарски Дримкол, во која живеат македонци муслимани во сожителство со своите собраќа, е речиси сосема еднаква со таа на македонците христијани. Примањето на исламот не внело суштински промени во начинот на животот на овие македонци, туку задржувајќи ги понатаму неизменети своите етнички особини. Тие продолжуваат да зборуваат на својот мајчин јазик, да ја носат својата стара носија, да ги чуваат своите обичаи, верувања и начинот на стопанисување.
Ova nosija sodrži vo sebe elementi od starobalkanskata i slovenskata kulturna tradicija. Dolgata platnena tunikovidna košula, belite klašneni obleki, tkajeniot volnen pojas, skutinata bokčenica, dekorativno ornamentiranite volneni pleteni čorapi, glavna vo portokalova boja, ja oformuvaat ova nosija vo jedna skladna celina, su izvolredni likovni, koloristični i dekorativni rešenije. Kako oznaka na muslimansko to naserenije vo ova selo, ženite oblekuvale anterija od temnog crvena klašna, dolga do potpojas, so rakavi do nadlaktite, ukrasena su i stobojni optoki. Ja se vika Селия Шаровска, от село Ябланица. Бях ние, кога сме невести, вакви плячки носех. Не се смеете. Кошулите им везевме со роци и шиевме, со чикмија, со тегели правевме, бокчеинци ткани, појаси ткани носевме, ризици вакви правевме, само сега и правева, само шамли носевме тя време. Со кискални. И антери правевме носевме, парти везани, кусалиња. Православните носе плетени, појаси црни, а ние ткани. На глата шамли, православните корпи кога невести. Носе. Девојките носе и тие парти само темни, вакви. Клашенци вакви носе девојките. Појаси вакви носе за девојки. Бојата потемна, а овие за невеста лосни. Народната носија во Скопската торбешка група, особено во село Дражилово, се одликува со складна diskretната декорација со геометриски мотиви. Во селата Горно Врановци и Мелница Титовелешко, народната носија на македонците муслимани кои се доселени од селата на пределот Долна река, се одржала неизменета во услови на изолираност и немешање
како со матичниот предел, така и со соседните села. Карактеристичните облеки во женската носија: белата платнена туниковидна кошула со богати монистрени украси, двете скутини, од кои едната бовча се опашува напред, а другата вута назад. Срмените лечиња, долгиот каен волнен појас, и додатната декоративна орнаментирана тена ја издвојуваат оваа носија во посебна група носии со две скутини. Присуството на двете скутини во составот на женските носии во стручната етнолошка литература е забележено како елемент сочуван од старословенскиот начин на облекување. Јас се викам Адемовска Ајша, сум од селото Мелница. На разбој ткајам платно, шарам бовчи, ткајам фарланици, ткајам пештемали за невести. На бовчите правиме шарки, напред правиме фарламе цирчиња, па правиме полутевчиња, па правиме настреде главчиња, па го овеа го ткаеме настреде обично. Посреди им ставаме чикми, за да може да дојат бовчата еднаква. Кошулите веземе со мунизда. Овие го викаме саат. Овие ги викаме мазирчиња по крајта. Овие ги викаме бесалчиња. Пештемалите ткаеме од три бои. Ткаеме со црвена, жолта и сина. Сега шарам, правам за невести. Онаа се вика наглаве фес. Над нега што оставаме теа се вика чатандија. Другите се викаат врзмичиња. Овие се викаат панзури, сини и црвени. Плетеме решмиња. Со клабудан, со коприна, со јумак, со конопи. Чорапи носевме плетени со сарма. И шаревме. Во народното облекување во селото Урвич и Еловјани се содржани речиси истите елементи како и во носиите на македонците муслимани од другите поблиски и подалечни предели. Елече со аплицирани гајтански украси. Каена моминска скутина скутаче, кој е многу набрано и е во вид на здолниште.
Момински чорапи означени со народното име нозајќе. Два вида појаси. Еден ткаен од црна волна со бели мотиви и срма. И другиот свилен наречен кушак. Декоративна е и невестинската марама крпче со везбени мотиви и поткити од пари. Во селата од пределот Струшки Дримкол, Лабуништа и Октиси, носијата на македонците муслимани од поново време, иако е сета претежно од индустријски материјал, со многу додатни декорации од монистра, лскавици, аспри и други додатни позамантериски украси, делува раскошно по својата композиција и ликовно оформување. Од поделните детали на носијата ќе ги издвоиме. Невестинската кошула од бело домашно платно со украсни црвени, црни или зелени плуги, означени со името кенари. Кошулата е уште украсена со монистрена, стилизирана, вегетабилна орнаментика. Или со срмен тел, конец, извезен во геометриски мотиви. Елечето е со сосема мали димензии и е извезено со мотиви од бел и жолт црмен конец. Кафезите се црно гајтански ногавици. Од бројните монистрени украси на оваа носија, впечатливо делува невестинскиот колан и невестинскиот украс на глава, означен како фес, кој освен украсна, има и апотропејска улога, да ја заштити невестата од лоши очи. Во украсувањето на чорапите, карактеристична е ситна геометриска орнаментика и жив колористичен спектар. Јас се викам Зекировска Ревка од село Октис. Така. Во нашето време ние ткаевне, со теја живеевне со ткаење, со платна вака ткаевне, пешчерки, бовчи, шаравне за помладите, за постарите црни ткаевне на удугу. За мажите ткаевне црни бечви и предевне, и ткаевне в разбори. Платно префне вака. Мара ми префне за првославните, за оддаде да носят на главата вака. Бели, без тенар вака, само бело. Така живеевне, така префне. Сега ова вајна што раде Господ на јубо за нас. Така беше времето, така префне. Сега е најубо времето и вака да види секој пат. Дур да е дуњава, секој мал голем вака да види како сега најадени, напиени, нашетани, променати, како треба. Народната носија во селата од Долнарека од почетокот на 20 век е прилично изменета и во неја се чувствува ориентално влијание.
Во носијата на жената, врз кошулата од бело платно, се носат широки платнени бели гаќи и бовча, најчесто разнобојна, а за невести само бела, како јелече украсено со срма и бикме. Кај македонците муслимани, означени како горани, чии села се начичкани во северозападните делови на шара, секојдневната машка носија сите од дебели облеки во темно кафена боја, кепаре и бечви, ги содржи одликите на планинско-сточарската носија, застапена во другите делови на Македонија. Празничната и младоженската носија, минтан, минтанка, чорапи, сите во темно сина боја со раскошна гајтанска и срмена декорација, делува богато и импресивно. Ова традиционално народно творештво ни ги покажува високите уметнички дострели и големиот творечки потенцијал на македонците муслимани.